Дали знаете дека во музеот во Вирцбург, Германија, денес се чува една свилена завеса на која е представен орелскиот лет на Александар Македонски. На завесата е Александар, кому два орла или грифони од двете страни на главата му ставаат златна круна со 3 крста. Всушност се работи за подарок од цар Самуил, кој во 973 година, заедно со брат му Арон, отишле на дворот на германскиот цар Отон I, за да му го честитаат Великден. Дали сте слушнале за францускиот барон Франсоа де Тот, кој во 1784 година во своите мемоари, објавени во форма на патепис, забележал и дека неговите наемници македонци ги воспеваат победите на Александар. Сосема случајно тој претходно го спомнува историскиот факт дека во минатото македонците на Александар ги поробиле елените. Во друг патепис од непознат француски автор во 1807 година се вели: видовме една кула и урнатини, за кои што побаравме повеќе податоци. Патеписот на Есприт Мари Кузинери од 1816 година пак започнува со зборовите: Македонија, толку славна со спомените на Филип и Александар, толку несрекна за време на римското владење, понижена под бугарите и најпосле уште толку понижена под отоманскиот меч, денес представува само пустош кој зад себе го влече фанатизмот, незнаењето и деспотизмот.